Почитуван народен правобранител, господин Иджет Мемети, почитуван заменик народен правобранител от подрачната канцелария Струмица, господин Славчо Тимов, почитувана извършна директорка на невладината организация Инфоцентър, госпожа Билена Бейкова, почитувани дами и господа, ми представува особена чест и задоволство, što sam delo od ovoj денешен javен настан, организиран от невладината организация Инфоцентър, от Народниот правобранител и от общината Струмица. Темата е Народниот правобранител и локалната власт, по-добра соработка за поголема заштита и на правата на граѓаните. Зборот граѓанин е заеднички именител на двете институции, кои се дел од насловот на овој настан, и Народниот правобранител постои за граѓаните, грижејќи се за остварување на нивните права, и општината, преку делувањето, преку своите оделенја, сектори, како институции кои се под нејзина надлежност, исто така работат за доброто на граѓаните. Ако при професионалниот однос кон работата секогаш имаме на ум дека ние постоиме за граѓаните, а не граѓаните за нас, тогаш сме на вистинскиот пат да ги оправдаме позициите кои ги имаме во општеството и во заедницата. И ако е тоа така, тогаш соработката помеѓу Народниот правобранител и општината треба сама по себе да се подразбира. Од гледна точка на општина Струмица, јас лично сум задоволен од начинот на кој соработуваме со Народниот правобранител преку подрачната канцеларија на заменик Народниот правобранител во нашиот град Струмица. Таа соработка, покрај другото, е и коректив на нашето работење. Еден од доказите за таквата добра соработка и подготвеноста на локалните власти да соработуваат со Народниот правобранител е и постоењето на локалното координативно тело за заштита од дискриминација, формирано од општина Струмица, а во кое членува и представник на Струмичката подрачна канцеларија на Народниот правобранител. Колку таа соработка и да е добра, мора заеднички да вложиме дополнителни ангажмани истата да ја негуваме и продлабочуваме, за при секоја наредна средба да констатираме дека е се подобра и подобра, и искрено се надевам дека денешнава дискусија ќе биде во функција на остварување на таа цел. Затоа го поздравувам овој денешен јавен настан со желба таквите средби и дискусии почесто да се одржуваат во интерес на граѓаните и во интерес на нивните права. Ви благодарам.